Почитуван потпредседател на македонската влада Бојан Маричич, почитувана заменик министерка за животна средина, почитуван државен секретар Исмејли, почитуван директор Бачовски, почитуван директор Бабовски, почитувани заменици директори, раководител на телото за управување Живко Брајковски, почитувани вработени во агенцијата, во министерството, наши економско-социјални партнери, почитувани представници на планските региони, почитувани градоначалници кои што сте присутни, представници на лаговите, почитувани колеги, представници на медиуми, новинари, почитувани граѓани. ИПАРТ е нашата успешна приказна, нашиот најголем успех со кој што навистина национално треба да се гордееме. Заради тоа што покажавме и докажавме дека во ова, а тоа значи во многу други области, може да направиме големи успеси и да бидеме регионални лидери. Една мала земја како нашата успеа да се избори за лидерското место во конкуренција на двојно поголеми држави, но и на држави кои што се членки на Европската унија. Доказ е тоа што имаме бројни инвестиции во ИПАР 2 колку што има Србија, Црна Гора и Албанија заедно. Ние сме лидери по три основи. Имаме најголема искористеност, односно за целокупниот буџет кој што го имаме на располагање од целиот износ, за 98% од тој износ се склучени веќе договорите. Тоа се 2369 договори. Нешто пошто навистина се разликуваме од претходните години и од други земји, од сите земји во оваа програма е што во последните 5 години од реализација на ИПАР 2 имаме 0 евра поврат на средствата назад кон Европската унија. И први во регионот започнуваме да зборуваме и да ја имплементираме и да ја презентираме ИПАР 3 програмата. Успех кој што се мери во милиони евра европски пари инвестирани дома. Успех преточен во инвестиции по европски стандарди за модернизација на земјоделството и за руралниот развој. Поминавме 2 години на криза, ковид, па енергетска, топлинска, енергетска, инфлаторна и навистина неколку последни тешки години. Но затоа успехот е уште поголем кога во вакви тешки услови и околности ИПАР достигна вакви големи резултати. Реализирани се многу нови преработувачки капацитети, објекти за рурален развој, за рурален туризам, фарми, модерна земјоделска механизација набавена, системи за наводнување, мали бизниси во рурални средини и така натаму. Лично јас, директорот, вработените, раководителите на сектори, ги посетивме скоро сите најголеми инвестиции, како што се Подгорка, инвестиција за конфекционирање на месо, Монтенегро за изградба на објект за преработка за зеленчук, Униагро како инвестиција за објект во делот на свињарството, Голдланд за инвестиција за објект за говедарство, Кристал за инвестиција во производство на стаклена амбалажа, Билјанови како инвестиција за развој на руралниот туризам и уште многу други објекти, фарми, хотели и развојни инвестициски проекти, големи и мали, кои што ги има во секое населено место. Зборуваме за инвестиции кои вредат милиони евра, нови капацитети кои значат големено производство, нови работни места, збогатен рурален туризам кон кој што се насочуваме со ИПАР 3 особено и зголемена домашна македонска економија. Зборуваме за илјадници инвестиции низ целата држава и затоа тоа се бројки и факти за почит. А за најголема почит е тоа што од 2369 договори, дури 859 се водени од апликанти кои што се млади, чии инвестиции во земјоделството се околу 10 милиони евра. Ова е најголема потврда дека младите инвестираат и дека може да создадеме услови да ја градат иднината овде и дома. А оно што дава уште поголема тежина на овие бројки е фактот дека сите инвестиции финансирани од ИПАРТ и преку ИПАРТ ги исполнуваат стандардите на Европската унија. Тоа пак значи дека во изминатите 5 години
сме инвестирале и граделе европски, така како што треба и така како што се работи во Европската Унија, ама дома. Овој успех на ИПАР 2 програмата, како што потенцираше и вице-премиерот, беше препознаен минатата година од Европската комисија и затоа средствата за новата ИПАР 3 програма се зголемени за 62%. Ако за ИПАР 2 имавме 60 милиони евра европски средства, за ИПАР 3 имаме 97 милиони доделени од Европската Унија, кои заедно со нашите пари за национално кофинансирање достигнуваат вкупно 128 милиони евра целосна поддршка за новите проекти, за новите инвестиции. Ако на овие 128 милиони евра ги додадеме и очекуваните суми за собствено учество на корисниците, вкупната вредност на инвестиции во земјоделството само преку оваа програма во следните 5 години очекуваме да надмина 210 милиони евра. Овие средства се наменети за граѓаните и тие ќе останат дома. Ќе ги претвориме во нови инвестиции во сите сектори во земјоделството и руралниот развој. Силно верувам во успехот на ИПАР 3, во школата, во она што го поминавме во претходните години, во капацитетите кои што треба уште повеќе да се градат, успех кој надобро се опишува со зборовите дека не постои населено место во кое ја нема таблата на ИПАР. За таа цел, почнувајќи од денеска, како први во регионот, официјално ја отвараме новата приказна. Започнуваме нова ИПАР 3 програма. Посветено, мотивирано, интензивно. Во следните 2 месеци, веќе од утре, ќе реализираме најголемата теренска кампања во очекување на првиот јавен повик. Ќе ги посетиме сите региони, сите општини, за информациите да стасат до секој земјоделец, до секоја компанија, до секој граѓанин. Заедно да го повториме успехот во ИПАР 2 и секој денар што ни е даден на располагање да биде претворен во нови инвестиции, работни места, развојни проекти. ИПАР 3, освен што е со значително поголем буџет, различен е по многу нешта од ИПАР 2, зашто неколку работи ќе кажам јас, а останатите директорот и останатите. Покрај 4 веќе акредитирани мерки во ИПАР 2, ќе се акредитираат дополнителни 4 мерки во ИПАР 3, а тоа е мерката за рурална инфраструктура, мерката за лаговите, за економски развој, мерката за агроекологија, клима и органско производство, што ќе придонесе за заштита на животната средина и надминување на влијанието од климатските промени, и мерката за советодавни услуги. Овде сакам да се обратам на сите присутни градоначалници и да изразам жалење што се во многу мал број заради тоа што токму ИПАР 3 ги таргетира општините и треба да бидат силно заинтересирани за искористување на овие средства. Новата мерка која што прва ќе се акредитира, ќе биде мерката токму за општините, односно мерката за рурална инфраструктура. И се надеваме дека со сите капацитети на Министерството, на Платежната агенција и со сите сили, оваа цел која што си ја зададовме, многу скоро ќе оствариме, за да на почетокот на 2024 година оваа мерка им биде достапна на општините. Во овој буџет 17 милиони евра се наменети токму за општините за инвестиции во обновливи извори на енергија, локална патна инфраструктура, водоводи и канализации, за мерките за кои што поминавме одлично искуство во претходниот период преку националната програма. Затоа сега имаме 17 милиони евра европски пари за кофинансирање на истите проекти. Затоа ве замолувам, следете ја нашата работа и кога ќе биде објавен повикот, бидете спремни со своите капацитети, со своите сектори и оделенија, да овие средства за прв пат бидат искористени. Заедно со поддршката која што ни ја дава Европската Унија, да ги развиваме и општините и руралните подрачја. Воведуваме и нов начин на обезбедување на потребната документација, односно ќе се користи електронскиот систем за набавка на документи од Централниот регистар, со што ќе се уште повеќе поедностави, олесни и забрза процесот, но и ќе се намалат трошоците на апликантите. Најголемата новост во ИПАР 3 е што овозможуваме и ќе биде овозможено авансна исплата до 50% од висината на финансиската поддршка веднаш по потпишување на договорот.
Тоа низ пример значи дека ако се конкурира за проект вреден 100.000 евра, за мерка каде повратот на инвестиција е 60%, апликантот преку авансното финансирање со вклучување на договорот ќе добие до 50% од средствата кои што се дел од кофинансирањето од Европска унија и државата, односно 30.000 евра ќе може да ги добие веднаш. Ова ќе биде големо олеснување и ова беше потреба и ова беше барање и ова искуство школа од токму реализацијата на ИПАР 2 програмата, за да апликантите не се задолжуваат, да не земат кредити, да имат дел од средствата за да влезат во овие инвестиции. Уште еднаш ќе потенцирам, зборуваме за милионски суми кои што ги имаме на располагање и кои што ќе останат дома. Ние ги користиме многу сериозно, многу домаќински, со цел најефикасно искористување и на домашниот буџет и на помошта од Европската унија. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите потенцијални корисници на новата ИПАР 3 програма да дојдат на нашите инфоденови. Ова е првиот голем настан. Од утре караванот на ИПАР ќе биде во секој град, дневно по 2 градови. Ќе дојдеме секаде каде што ќе биде побарано, во секоја општина, во секое населено место, бидејќи до крајот на јуни, по завршувањето на оваа информативна кампања, ќе следи најголемиот повик досега за модернизација на земјоделството и сакаме сите да бидат подготвени. Сигурен сум дека ќе ги мотивираме сите бизнес компании, бизнес ориентирани млади луѓе, здруженија, земјоделци и сите оние кои што согласно новите критериуми ќе може да аплицираат и заедно да испишеме уште еден успешен период на реализација на ИПАР 3. За крај упатувам голема благодарност до Европската комисија за довербата, поддршката и за сите пофални зборови за работата на Министерството, Платежната агенција, сите сектори, сите засегнати страни и за сите оние кои што овие 5 години навистина се вградија да може да зборуваме за овие резултати. Велјадниците апликанти помина низ сите ваши раце, што значи дека ви имате директен инпут во секоја од овие инвестиции. Лидерското место е наш значаен успех и јас ви благодарам, честитам и тоа е ваш успех на сите оние кои што овие 5 години и повеќе се вградија токму во оваа успешна приказна. Благодарам.